Валентина Петковска е ракотворка која што веќе 6 години интензивно се занимава со плетки. За тоа како настана нејзината приказна, како се роди инспирацијата и што за неј се представува плетењето, ова утро ќе да знаеме токму од Тина. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Имате навистина голем асортиман на ваши рачни изработки. Како ви се роди љубовта, желбата за да почнете да се занимавате со еден ваков тип на плетење кој што е малку нестандарден и необичен? Прво, добро утро и благодарам многу за можноста да се представам со моите производи. Јас плетам од многу мала возраст, мајка ме научи и многу имам голема желба за плетење. Многу ме опушта, ме релаксира и многу сакам да плетам. И така пред 6 години ми се појави идеја да ги представам моите производи на Инстаграм. Почнав со шалови, капи, ракавици, зимски аксесуари. Потоа сплетов, има милениче и на неја исплетов джемперче и го понудив и джемперчето. И тогаш беше прав бум со джемперчињата, многу интерес покажа, многу имам сплетено. Тоа е во зимскиот период, а потоа како доаѓа период од времето, еве летново се решив за торби за на плажа. Да, навистина е она актуелно сега, нели, особено рачните изработки. Какви техники користите ве за изработка на летните чанти? Се плете со една игла, да, кој плете знае. И моделите нешто гледам, нешто сама, и многу ми е мило што се многу прифатени моите модели. Тие што ги направив беа многу прифатени. Имам многу порачки кои што ги изработувам и многу ми е мило. Да, колку време е потребно да се изработи на чанта? Една торба ми е потребно 3 дена. 3 дена оставам простор, затоа што па и работим повеќе од 8 часа дневно, затоа што сакам. Мислам, не она интензивно, нели дома си ги работам и уживам. Така, од какви материјали се прават чантите, какви се материјали употребувате, затоа што има навистина најразлични видови на како модели, но и секако и различни бои и дизајни на чантите. Па има употребувам сега торбите за на плажа, најбови се со сукана слама, затоа што не упива песок, не упива вода, мислам многу малку. И многу се практични за на плажа и затоа тој конец го потребувам, тоа се овие тука тачни. Иначе може да се изработи од памучен конец, тоа е повеќе за вака, за секојдневие, така да. Тие конци обично се. Да, од каде се црпите инспирација за најразлични модели? Дали може би некоја порачка може да се каже, да ви каже насоки како од прилика сака да изгледа неговата чанта? Да, јас прво и разгледам што е модерно, што е сезонски, нели модерно, нешто е самата, во текот на тоа ќе ми дојде идеја за нешто сама, а примам порачки од идеи од купувачите, така да имам веќе изработувам дома една порачка што не сум изработувала до сега, меѓутоа се нафатив и добро иде, така да и пожелба на купувачите. Значи може да се излези пошироко, нели, од она што вие го правите, доколку некој сака, може да ви покаже, нели, одреден модел, па и вие по тие насоки, нели, да ја изработите чантата. Како се прифаќаат еве кај нас рачните изработки? Сметате ли дека има доволно поддршка од страна на луѓето кои што сакаат да поддржуваат рачни изработки? Да, се повеќе и повеќе, тоа ми е многу драго. Идам на неколку базари сум била и таму гледам всушност колкав е интересот за сите видови на рачни изработки. Многу има и така се дружиме и се запознаваме и навистина е многу убаво, многу ми е мило што се повеќе и повеќе се прифаќа и поготово за плетењето многу е прифатено, многу сакаат и летни топови, марами за на глава летно време и се повеќе и повеќе се цени. Тоа ми е драго.
Да, убаво е кога се дава нели поддршка од заедницата, особено за луѓето кои што се трудат нели нешто рачно да искреираат. Како можат да ве најдат сите оние кои што сакаат некој необичен, уникатен производ кој што вие рачно ќе го изработите? Може да ме најдат на Инстаграм на v.phandmade и може да ги пратат моделите што им се допаѓаат. Јас ќе се потрудам да ги изработам. Ви благодарам, Валентина, за одвоеното време. Ви посакувам успешна работа, да си продолжите понатаму со дизајнирањето и креирањето на ваши уникатни модели. Благодарам јас многу на можноста.